микрочекори кои што не носат до големото, ама да не прегориме до големото. Ти чекајќи го тоа големото, се сме и ова море, и уште ова море. Станавме human doings наместо human beings. Тоа социјалистичкото битно е да се учествува. Не, битно е да се биде најдобар. И да се носиш со исходот, ако не е онаков каков што си очекувал. Достоинствено да се носиш со исходот. И сега ние сакаме емоционално стабилни деца, а сакаме да молчат, да седат во своето место, да не ги изразуваат своите емоции, па како да стане емоционално стабилно. Ако погледнете било која успешна личност ќе видите, зборуваме за современиот свет, кој што е полн со дистракции, Тоа е точно. преплавени од се и се што, секој од тие луѓе негува два дела од себе, својата длабока интуиција и структурата. И цело време сме во трка за постигнувања, без да уживаме во процесот, без да видам дали воопшто тоа мене ми е потребно, која е мојата смисла. Многу ми е важно да го нормализираме моментот дека работата на себе не е пријатен процес, но може да биде фантастичен ако го сватиш како свет на неограничени можности. А каде и до каде треба, не знам, но чувствувам дека е многу големо, не за мене, за сите нас, многу значајно, многу е важно да го освестиме моментот дека моќта е во нашите раце. Повторно здраво, дечки, еве уште едно издание од Сител подкаст Личен развој со Бажа Ангеловиќ. Како и секогаш, и овој пат се потврдив да не дам една уникатна гостника, која има големо знаење, интегрирано во нејзиниот начин на живење, што треба да нешто слушнеме од неа важно. Темата за која ќе разговараме, која е нејзина, во која е еден вид експерт, меѓународен едукатор за родителство, родители, деца, 0-9 годишна возраст. Магистер по психолошки науки, голема чест ќе ми биде, што денеска со неја ќе имаме едно прекрасно дружење. Нашата драга гостника Марија Саздева. Добро ми дојде, Марија, и благодарам што прифати поканата. Добро ве најдов, Марија Саздева, значи Саздева. со Е, и не од 0 до 9, почнува се од таа 0 почнува се, меѓутоа до 18 години, да, веројатно, истражувајќи го моето искуство, во еден период во овие меѓународни води бев посебно позната за таа возраст од 0 до 9, која ги креирав првите своји златни формули, кои што се своевидна структура на секојдневието како помош на денешните современи родители, па од тука веројатно и тоа 0 до 9. Но убаво кажавте, бидејќи станува збор за интегрирано знаење, јас имам деца во моментот од 6, 14 и 22 години, така што имаме една широка перспектива на родителството и токму затоа и одлучив да ги продлабочам своите едукации од тоа почетничко 0 до 9 да продолжат до 18-тата година, кога буквално веќе имаме една зрела личност. Барем треба таква да биде. Многу позрела од она што ги гледаме секојдневно. Да, истражувајќи тебе за нашето го дружење денеска, да не сум го видел тој апдейт, дека до 18 години е твојот фокус, таргет на едукација. Пред да идам со прашање со кои што сум ги замислил, спомна структура, а и нашиот разговор што го водевме за да договориме твое гостување кај нас. Кога ме праша како поставаш прашање, реков па ја го истражувам гостинот и оставам интуицијата. Ти ми кажи или вие како да се обраќам? Океј, обично преферирам ти. Кажавте за да има голем успех мора да има структура. И сега го спомнавте во ведното твое излагање структура. Ајде тоа малце објасни го, убаво да го слушат нашите гледачи за личен развој. За да има голем успех потребна е структура. Како да се дојде до тој успех? Ако погледнете било која успешна личност ќе видите, зборуваме за современиот свет, кој што е полн со дистракции. Тоа е точно. Преплавени од се и се што. Така е. Секој од тие луѓе негува два дела од себе. Својата длабока интуиција и структурата. Едно без друго не оди. Затоа што можеме ние да кажеме, еве сега ќе го свртиме и кон родителството, кога ќе речат, чекај, како сега ние ќе се едуцираме да стануваме родители, па зар не ни е тоа инстинктивно? Ајде да видиме што е потребно за да можеме да го слушнеме својот инстинкт. Треба една длабока присутност сам со себе, едно поврзување со себе до својата внатрешна мудрост, а колкумина можат да го постигнат тоа денес. Тоа сум скептичен дека бројот е многу мал статистички.
Па ако видиш на крајот од денот колку се тие луѓе кои што навистина умеат да ги визуализираат своите желби, нели, и да ги претворат. Гледај, и дури и тој момент, затоа што зборуваме сега овде за личен развој и верувам дека таква е публиката. Нели, желбите ги визуализираме, ама за да ги претвориме во цели, потребни се повторно низа акции и повторно е потребна структурата. Така да како и да вртиме, успехот ги бара двете. Ако имаш структура која што дава сигурност, значи тоа е еден сигурен, стабилен столб за кој што се држиш, и ако тогаш имаш многу повеќе сигурност да се потпреш на својата интуиција и да го слушнеш својот внатрешен глас. Ако само очекуваш, мислам, јас знам многу луѓе, јас сум една од нив. Значи креативци. Креативците кои што мислат дека ќе ми се угуши креативност ако јас влезам во структура. Добро. Но структурата дава слобода. Значи ви кажува еден креативец кој што долго време повеќе бил кон онаа страна, не, мене не ми треба структура, мене не ми треба темелно планирање, мене не ми требаат анализи, за на крајот од денот да видиш колку овој нежен оквир, затоа зборувам нежен, ти дава една слобода. Значи буквално само ги имаш рамките во кои што се движиш, а тие се поставени свесно, земајки предвид што јас сакам да постигнам на било кое подрачје, дали станува збор професионално, дали приватно, дали со деца, дали во партнерски односи. Да, секаде, не наблегам во тоа. Така е, целосно се согласам со тебе, многу убаво кажано. 25 години истражуваш, поврзуваш, анализираш од психологија, неуронаука, комуникација, педагогија, која е низ твоето лично живење во улога на родител, мајка на 3 дечиња, едното е и тинеџер да се живи и здрави, и цело тоа твое патување, низ кое ти си поминувала, си дошла до, тоа било твој двигател, тоа го имаш кажано во твое видео, да дојдеш со креирање на нова ера во или нов пристап ера на воспитувањето на децата во времето во кое ни живееме. Како изгледа таа ера, тоа воспитување во оваа ера според Марија Саздева? Колку во прашање. Никој такво не ми поставил, прекрасно. Прво е важно да нормализираме некои работи. Значи живееме во ера во која што е неопходно како родители да почнеме да се едуцираме. Значи ова е ера во која што поединецот ја презема својата одговорност. Јас, како родител, ја преземам одговорноста на својата родителска улога, знам точно кои се моите задачи во родителството и своето родителско водство го креирам врз база на она што јас денес сакам да постигнам во воспитувањето, во одгледувањето на своите деца. Значи, мислам, нели тоа многу звучи така големо, нова ера во воспитувањето. Тоа е тргнуваме од себе што мене ми недостига како вештина, како одреден квалитет, можеби одреден стандард, можеби одредени сознанија, за да можам во односот со тоа дете или со било кој друг човек да го унапредам, да помогнам. Значи, од една фаза во која што беше воспитувањето, а тоа е ние воспитуваме деца, јас сум субјектот, тоа е објектот, јас зборувам за да му влезе нели во уво од таа една ера во која што живеевме и децата цело време ги поправавме. И сега тргнуваме од себе да се поправиме себе, прво да се запознаеме длабоко себе. Јас сум за едно нежно и длабоко запознавање што се не обликувало да бидеме такви какви што сме. Значи, не од аспект јас не чинам, јас сум лош родител, јас сум туку од тоа место на наблюдување на себе, дека јас сум доволно добар родител денес онолку колку што знам. Тоа чувство доволно добар
ме отвара за нови сознанија, за разлика од тоа јас сум лоша, јас сум непоправлива, кое што ме носи во себе критикување, во непријатни емоции, кои што ме ставаат во улога на жртва, јас не можам ништо со оваа ситуација. Тогаш и нема креативност. Нема ништо. Нема ништо. Уште подобро. Нема ништо. Значи, ниту можеш, дали крајната цел ти е да го поправиш детето, тоа па најмалку може кога ти си во тоа расположение на јас сум жртва на околностите, види како системот што ни создаде, што направи. Има нешто што се нарекува колективна одговорност и апсолутно стои, апсолутно има многу работи што треба да се менуваат, но да тргнеме од тоа што можем јас сега и овде. Чекајќи ги колективните промени, кои што посебно кај нас се толку бавни, баш затоа што ја гледаме одеднаш на големите промени, што се може. И уплашени од непостоењето структура. Добро, да. Кога човек е спремен, нема страв тоа што треба да го работи. Од желбата е визуелна или креативна визуализација, што би рекла Шакти Габин книгата, ако ќе постави желби и цели, кога ќе направи структура што викаш ти, друга е чувството на енергијата се намалува непознатото. Така е, чекор по чекор, нели скалилата, наместо, мислам, како сме ние со сите промени. Јас сум доле на оваа точка, промените ми се горе на 15-тата скала, тешко е. И ностоп остануваме ние на тоа, тешко е. А јас секогаш прашувам кој е мојот прв следен чекор. Ке стигнам до тука, патем ке се потрудам да уживам во процесот, за да издржам, да го издржам, нели, тој маратон. И тоа, за таква структура зборувам, тие микрочекори кои што не носат до големото. Ама да не прегориме до големото. Ти чекајќи го тоа големото, се сме и ова море, и уште ова море. И станавме human doings наместо human beings. А нашата основна потреба е бивањето. Сега и овде, во овој простор, и пак ќе се вратиме, нели, на интуицијата која што се пројавува само кога биваш. Така е, кога сме а не си во состојба на бива. И треба, мора и треба. Тогаш нема, да, точно. Така е, тогаш сме роботи. Ми се допаѓа интонацијата која користиш во речениците, каде да потенцираш поголема боја на глас и пониска. Тоа е, ние што работиме во клиникот, во индивидуални групни сесии, многу водиме на тоа сметка. Во зависност од процесот во кој се наоѓа дадена клиентка или клиент. Ми се допаѓа и имаш добра интонација, браво. Сега кога кажа чекорите, ајде едно прашање кој ми се покасно да те прашам. Родителот кој е заглавен, фрустриран. Пред едно кратко подпрашање. Твоето искуство што кажува? Родителите повеќе имаат проблем дека децата не се какви они тие сакаат, или имаат повеќе кај нив преовладува чувството на вина дека не се добри родители? Пред да ти го поставам второто прашање. И едното и другото. Значи сега, оние родители кои што уште се останати во традиционалниот модел на воспитување, го имаат тоа чувство дека денешните генерации се страшно непослушни, неваспитани и така натаму. Од тој аспект така се доживуваат. Да. А додека модерните родители, современите родители, ќе ги наречам модерни затоа што баш така сега се како две струења, демек овие се старите, а овие модерните, а јас зборувам за една современа нишка на родителство која што го спојува, го интегрира најдоброто од едното и другото. Оти ништо не е само црно или само бело. Да, има нијанси. Да ги земеме нијансите. А таму е трикот. Апсолутно. А додека модерните се заглавени во тоа обвинување, бидејќи они помина едно големо скалило, а тоа е тргнаа во едукација. Ти кога ќе тргнеш во едукација, кога ќе видиш колку си го оштетил своето дете со одредени своји однесувања, ти се отвараат само два патишта. Едниот е да се заглавиш во чувството на вина, леле, што направив на моето дете, и ни секое свое однесување само да се анализираш, па дури и парализираш да не го оштетам, да не го истравматизирам. А другата можност е, направив тоа што знаев до сега, ај да видам што од сега на таму можам да направам, за да му овозможам што
посоодветни искуства за и ако се случило некоја грешка, да може да се исцели во процесот. Бидејќи исцелението доаѓа во тој однос. Едниот го исцелува другиот, се случува во таа релација. И ние се исцелуваме во односот со детето, нашите рани од детството ги исцелуваме во односот со детето. Ама тој процес воопшто не е фенси. Не, воопшто не е фенси, да. Кога ќе ви се видат првите резултати, станува фенси, но први не е многу тешко, да. Да, мислам сега, нели, родители кои што доаѓаат на едукација, еве тоа што кажувате, колку тоа едноставно звучи, колку е тоа лесно, но тој пат од 25 години професионален и 22 години како родител бил исполнет со многу трње, со многу преиспитување, со многу непријатни чувства во кои што остануваш и се прашуваш каде понатаму. Ете, визави ова што го кажа сега, во тоа 25 годишно патување и истражување, кога ти уште пред да работиш ова што сега работиш меѓународен едукатор, Златна академија, така натаму, сето ќе го спомнеме, кога се дошла, дали си дошла во ситуација да си фрустрирана во односот со своите деца и како тогаш си нашла решение? Си побарала некој од нашата бранша или сама си нешто направила, како тоа пред да почнеш да истражуваш таа тема? Која била твојата самопомош или помош? Так, прво ми е важно да го дефинираме моментот на фрустрација, бидејќи фрустрацијата е толку нормална работа, значи имаме нешто што се нарекува добра фрустрација, без кое што просто нема напредок. Јас ако не се фрустрирав од состојбата на немоќ во која што ќе се најдам, јас немаше да напредувам. Значи, мене фрустрацијата ми беше погон и гориво за напредок. Браво. Но има и нешто што се нарекува негативна фрустрација, а тоа е пред малку што го спомнавме, нели, јас во својата немоќ и сите ги вовлекувам во својата немоќ, сите не чинат, се околу мене не чини. И тоа е, нели, дополнително, наместо јас да бидам ментор во односот со детето, јас да бидам тој што ќе го води процесот, да го кривам на крај дека тоа е виновно што вака се однесува, што сум јас таков родител, што го вади најлошото, оно е криво што го вади најлошото од мене. Јас зборувам за една позитивна фрустрација, буквално една од најпопуларните, кога нарекувам златни формули, уште една сакам да напоменам дека тоа се јасни структури кои што им ги нудам на родителите, мислам достапни, нели, на цела поранешна Југославија, на цела диаспора, низ нив помина веќе повеќе од 2000 родители, се секојдневие во семејствата, се изградени врз база на сите сознанија, на психологијата, педагогијата, комуникациите, неуробиологијата, значи, но тоа сега така звучи, вау, тешко, а во суштината како да си помогнеме се што сакаме да постигнеме кај нашите деца, да го постигнеме на наједноставен начин. И сега се враќам на фрустрацијата, значи дури во таа една најпопуларна, која што сега стигнува и на американскиот пазар, златна формула за развој на самодовербата. Еден од чекорите, тој во 5 чекори, петиот чекор е поддршка во фрустрацијата. Значи нема самодоверба, верба во себе, која што е она длабоко чувство, верувам во себе, без да биде под влијание на надворешните фактори, да верувам во себе само ако ти ме чукнеш по рамото и кажеш браво Марија, јес Марија, туку и ако ти не се согласиш, еве сега зборуваме за фрустрација и ти кажеш јас имам поинакво мислење, јас и понатаму да останам дека сум, нели, со она чувство на самопочит и доволна верба во себе без оглед на тоа што мислат другите. За таа самодоверба зборувам. Таа самодоверба не може да се развие, да верувам во своите способности, без да поминам низ процесот на фрустрација. Интересно, така е. И сега, што кажа пред малце пак те вратам, родителот е во таа состојба на немоќ, е жртва на системот, на околностите, на своите родители, образованието и така натаму. Децата, не се како што треба, а дава се од себе во таква една немоќ и негативна фрустрација. Има ли мал чекор што може да почне од некаде во тоа себе променување, за да не ги гледа до живот така работите и да биде родител кој ќе биде ментор? Така. Јас би сакала да го кажам чекорот денес, меѓутоа
нели како што имаме скалила на духовен развој, така почнува и едукацијата кај родителите. Значи многу е интересно. Јас сега денес буквално ги повикувам сите да тргнеме од едно запознавање, нежно запознавање на себе. Што е тоа што ме обликувало да реагирам во овој момент вака како што реагирам? Бидејќи јас и ти ќе се соочиме со една ситуација на едно дете, кај мене таа ситуација ќе предизвика. Можеби ќе ме извади скрос од колосек, а тебе може да не те допре. Значи јас најтопло би препорачала сите да тргнеме од тоа едно запознавање на себе, меѓутоа тоа не оди така. Тоа е многу повисоко скалило во духовниот развој воопшто и во емоционалното созревање инаку во животот. Родителите тргнуваат од тоа. Quick fix. Значи доаѓаат, дај ми некој трик. Ама ти се што правиш Веднаш и сега. Веднаш и сега, да. Затоа што на пример виделе нели на социјалните мрежи, ама тоа што го кажа тоа веднаш функционира. Дали јас прашувам, дали функционира долгорочно? Не. И затоа викам, ние сакаме сега и овде, веднаш тие инстант решенија, а за да биде долгорочно, пак се враќаме и одржливо, тоа е која сум јас, мојата историја, моите уверувања, моите вредности, моите моментални капацитети, моите нереални или реални очекувања. Се познавам ли себе си, мојот темперамент, една мапа на темпераментот во семејството. Го познаваме ли своето дете? Мислам, толку е едноставно на крајот од денот. Ако имаш дете кое што е побавно прилагодливо, тоа е неговиот темперамент. Значи така е родено со тие карактеристики. А ти си родител кој што по својот темперамент е импулсивен. Ако не ја погледнеш таа страна, ако си нели брз по темперамент, што ќе создадеш од своето дете? Дете кое што е анксиозно, кое што е во стални стравови, постојано вознемирено. Свесното родителство подразбира да се, нели, родителот да направи чекор напред, кој што, значи, јас одстапувам во името на развојот на соодветни вештини кај моето дете, јас одстапувам дел од својот темперамент во полза на него. Мислам да го упростиме, некако многу звучи теоретски. Детето треба да усвои одредена вештина. Облекување чевли, одење во тоалет. Јас сум импулсивна, пример, и плюс времето дополнително, нели, денешното време ми создава притисок, брзина, да мора се да оди така. А моето дете е побавно по природа. И треба да се земеме во предвид, да. И сега ако тоа не го земеме во предвид, тогаш цело време е под притисок. Како да му создадам чувство дека она може, ако не му овозможам искуство да осети дека може. Дека може само да ги заврза чевлите. Усвари сега веќе никој не врзува чевли, се тоа на лепенки. Тоа е една science fiction. Да. Да дадеш на детето да заврза. Сега се на лепенки. Да. Значи, меѓу другото, посебно кога се децата и со побавен темперамент, важно е да се научи како мудро да се користи времето. Како не се користи мудро, ќе доеме во ситуација на стрес кој го предизвикуваме кај детето. Касниме во школа, побрзај, а можело да не биде така. Супер, го кажа ова, да. За овој момент многу родители се освестуваат. Многу родители го освестуваат тој момент кога детето ќе тргне во школа. Затоа што претходно, нели, предшколска установа, ајде уште ако закасниме, малку, ајде. Леле кога ќе тргнат во школа. Тогаш е соочување што се детето не може и се префрла одговорноста на детето. И тоа мало дете како тоа ќе го доживее тој напад. Не само тоа, значи најчесто тоа се случува веќе околу 7-та година кога детето влегува во една старосна криза, која што во психологијата стои, како повторно преиспитување на својот идентитет сега во таа една социјална средина. Нели, ако до 6-та, 7-та година семејството беше клучот, тука и воспитната улога после 3-та година и на предучилишната установа, меѓутоа веќе во 7-та година, посебно социјализацијата, кога доаѓа пикот на социјализацијата, почнува едно преиспитување на детето, кое сум јас, што можам, колку можам,
тука веќе почнува тој притисокот на врсниците, тој првиот притисок, да го чувствува и ти сега имаш дете кое што не си го спремил со вештини и целата вина е фрлаш на него. Затоа што си немоќен, доаѓаат забелешки од учителките, доаѓа посрамување од останатите деца. И тука родителот е приклештен во толкова немоќ и само бара брзо решение, дај брзо да поправам. И во таа брзина повторно му невозможува да развие своји способности. Кој е патот на развивање на способностите? Значи, детето почнува процесот на осамостојување од втората година во животот. И под втората година, ако само малку повеќе го слушаме тој прв импулс кој ќе каже не, сакам, само сака да да направи, не можеш ти, мама, не можеш ти, мама, ова мама, она мама. Нигде не се прашува, мама, тато? Не се остава простор, сега ја зборувам од тоа што најмногу го гледам. Да, мислам окей. За жал најчесто поразително е да признаам, нели, како мајка, дека ние имаме многу по-негативно влијание врз децата отколку татковците. Сега ќе се постави едно друго прашање, затоа што и ние мајките сме тие кои што многу повеќе се едуцираме од татковците, да речеме 98% на едукациите се мајки. Но сега, тука се два притисоци во прашање. Едниот е притисокот што ќе ти го донесе едукацијата, затоа што ти веќе спознаваш колку многу работи ти предстојат и што се од тоа не си направил, и пак во брзината на времето и од своето представување пред околината, нели, ние сме многу повеќе представа и перформанс, отколку суштина си приклештен во тоа дека не можеш да го примениш тоа што го учиш. Ќе се вратиме пак до тој момент на уверувањата овде на нашите простори. На нас ти е толку многу значајно во воспитувањето и што мисли комшијата. Нели, ако ние знаеме дека да имаме емоционално стабилно дете и да помине тој процес на емоционално созревање, детето треба да ги доживее сите емоции, со различен интензитет да му ги овозможиме, ама со наша поддршка, што прави разлика од дали детето ќе доживее траума или не. Колку и да е силно, нели, одредена ситуација, ако помине со соодветна родителска поддршка, не мора да биде родителска, може да биде на возрастна особа, нели, да не ставаме преголем товар врз родителите, не се случуваат одредени несреќи во семејството во кои што и родителот е човек. Така е. И може да падне. И е тоа природен и нормален процес. Со поддршка на возрастна личност, се тоа може да се надмине. И сега ние сакаме емоционално стабилни деца, а сакаме да молчат, да седат во своето место, да не ги изразуваат своите емоции, па како да стане емоционално стабилно? Се друго е, потиснувам и на крај тоа што го гледаме на една раскрсница. Застани на раскрсница, види го изразот на лицето. Не мора да биде свирежот. Точно. Како се носиме со непријатните емоции. Да не зборувам, нели, како тоа излегува на надвор, со какви реакции. Тоа ќе ти каже колку ние сме емоционално зрели личности. Да. Така е, за жал. Суштината ја спомна во некој од твои видеа или настапи, спомна во живењето е поважна суштината него формата. Како изгледа живењето, како изгледа суштината на живењето на Марија Сазлева во незиното живење? Многу интересни прашања. Знаеш дека овие никој не ми ги поставува, затоа се што трудам обично... да биде така. Супер. Не, мислам, овие ми се преубави теми за кои што можеме многу да зборуваме, обично, нели, на подкасти, во гостување, тоа е што да направиме кога децата ке. Што да направиме, тоа е 3 чекори до 5 совети за, нели, некои така брзи решенија кои што ги прават работите да бидат гледливи, а ние да делуваме супер успешни. Значи, тоа е повторно некој фокус на формата, за сметка на суштината. Ова е во суштина суштинско прашање. Нели, сега вака кога ќе ме видиш лика и прилика, некој би си рекол, чекај бе, ако е толку важна суштината, зошто па се дотерала? Зошто па се офарбала? Добро. Нели? Ако зборуваме за форма,
и суштина, ја сега се трудам да приближиме на наједноставен, најопиплив начин. Ако зборувам за суштината, тоа не значи дека мене не ми е важно како јас изгледам, како ти ме перцепираш во нашиот однос. На нас односите ни се важни, припадноста ни е важна, заедницата ни е важна. Но суштината е што е она што на мене ми е навистина важно кога не сме заедно, кога ќе се исклучат светлата, дали се однесувам во склад со своите вредности, ама не вредности кои што ми ги наметнува општеството, туку вредностите кои што длабоко во себе ги чувствувам. Како да се потрудам да го низ многу едноставни животни ситуации. Например, вчера имавме празничен базар во училиштето на ќерка ми. Имаш толку форма, нели? Родители кои што под притисок трчаат во последниот момент да донесат нешто затоа што морало да се донесе и затоа што тука морало да се продаде, затоа што мора да се испочитува некоја форма, да се соберат некои средства за училиштето и така натаму. И ние, кои што влеговме во една суштина, сега намерно велам ние и ги предизвикувам останатите, затоа што тоа се создава како една заедница во која што викаме чекај. Што можеме да создадеме преку една форма која што е празничен базар. Значи, развиваме мајндсет на шампиони. На кој начин ќе го направиме тоа? Значи, прво на децата ќе им покажеме дека е и како важно да се потрудат тоа што ќе го креираат да биде најдобро што можат. Значи, првиот чекор е да им дадеме можност сами да креираат. Место да купиме нешто. Значи, тоа дефинитивно. Прво сами да го креираат, друго да им потврдиме дека тоа во овој момент е најдоброто што можат и дека тоа е сосема доволно добро. Значи, децата, нашите ученици, јас како родител во оваа ситуација, дојдоа со своите креации. Не купувавме готови работи за да собереме пари на тој начин. Не, туку со нивните креации. Вториот момент беше нешто што не сакав да го наметнам на останатите родители, бидејќи многу работи јас не сакам да ги наметнувам. Ги сведочам со своето живење, а потоа, кој ќе навистина тоа. Другиот момент беше со ќерка ми, ја прашувам. Што мислиш? Што би можеле да направиме за на вашиот штанд, секој што ќе дојде тука вашето катче кај што продавате, да биде предизвикан да купи баш кај вас, а да не отиде на другиот штанд, бидејќи развиваме предприемачки способности. И свесно за конкуренција од другата страна, на другата маса. Јас не развивам кај моите деца и кај моите ученици, додека бев во образовниот систем или сега во академијата, тоа социјалистичкото битно е да се учествува. Не, битно е да се биде најдобар. И да се носиш со исходот, ако не е онаков каков што си очекувал. Достоинствено да се носиш со исходот. Браво. А јас како возрастна личност ќе те спремам полесно да ги носиш непријатните искуства од искуството кое што ќе ти го пружам. И сега, тоа беше да размислиме што и, знаеш, она почнува. Па ако бидеме љубезни, ако се насмееме, прекрасно, нели? Само го поддрж. Тоа е прекрасно. И велам, ајде да видиме сега, затоа што подготвувавме колачи, не очекувам да ми каже нешто за што нема искуство. Следниот пат би ја прашала и би ги продлабочувала тие теми, но овај прв пат, прваче. Викам, што мислиш, овие колачи кои што ни остана, да ги ставиме во еден убав сад и да кажеме на вашиот штанд, секој што ќе купи било кој производ, ќе добие едно колаче. И она вика, ама тие колачи се посни. Значи, детето влегува во процес на размислување и викам, а тоа ни е предност или недостаток? И сега она ја нема таа ширина на перспектива. Викам, знаеш дека ни е предност? Затоа што во тек е пост. Тоа значи дека секој ќе може да проба со црно чоколадо, нели? Да. И она, нели, онака веќе воодушевена. Одличен пристап. И сега, третиот момент беше, викам, види сега, значи ние размисливме за се како ќе поставите, да ви биде тоа најубаво, да бидат вашите производи. Вториот момент беше да им угодиме на луѓето. Што уште ни недостасува? И сега размислува и пак ќе кажам, бидејќи е ново искуство, викам, а како ќе се чувствувате вие? И вика, пак ќе бидеме среќни, пак ќе бидеме задоволни. И знаеш, тоа е она што го форсираме ние, среќата, задоволството, она, нели, буста и задоволство, среќа, чек.
А во еден момент нема да се почувствувате уморени, исцрпени, работевте. Да. Бустење стреки за Да, а без тој другиот дел да го видиме, нели? Да. Тоа е кога ќе кажам да ги подготвиме деца за живот. Аха, значи во еден момент ќе се почувствувате уморни, ќе ви се пиели водичка, нешто вие да се освежите, оти вие се ќе правите за другите, ама за вас, за да го издржите процесот, да. Да купиме сок, да земеме чашички за вас. И така ние го заокруживме тој процес, да го имаме најуспешниот штанд, со најефтини цени, единствен штанд со исклучиво рачни изработки, во кој што децата беа сведоци како нивните рачни изработки се купуваат и сега како ќе го заокружиме тој процес. Ако на крајот само нели ги изброевме парите и тоа беше окей, заврши. Каде е тука допаминот, ендорфини, сите позитивни хормони кои што ги развива уствари сега дигиталната технологија на тој брз начин, ако не го заокружиме процесот со едно чекајте, стоп. Дали сме свесни ние што направивме денеска? Значи буквално да го разбудиме тоа кај децата, радоста да ја вратиме, она возбуда, воодушевување од сопствениот успех. И тоа е ајде, што направивме, нели, кога ќе го поминеме процесот, ние сме шампиони. Само така е еден заокружен процес. Значи, ние многу работи правиме, ама во тој систем, нешто кое ќе изостане, не достига чувството на самодоверба. Самодовербата за да се развие, за следниот пат, и без јас тоа воопшто да го зборувам, нели тоа е секако, за да се автоматизира како процес е потребно повторување. Меѓутоа, за година, 2, 3, тоа станува мајндсет. Едноставно станува начин на одлучување. Кој да ги подготви децата за ова у овој денешен свет? Образованието не ги подготвува. Колку помага образованието, by the way, кога сме тука? Може многу. Во твојата едукација со родителите или со децата, колку помага образованието или одмага ова образование, не само кај нас, генерално. Со ова ера во која ние живееме, со сите тие извини што малце што те прекинав, дистрактори многу што ги има. Јас нон-стоп сум фокусирана на поединецот. Тоа што поединецот може да го направи, ниеден систем не може да го суши. Прво, ако земеме предвид дека домот и семејството е една сигурна база, од тука и нели кога ме праша во нашите разговори зошто фокусот го стави на родителите, а не на децата првенствено, затоа што се тргнува од семејството, затоа што многу долги години работев со деца. И додека сме во тој однос функционира безпрекорно. Значи, постигнувам соработка со било кое дете, со било каков темперамент, од било какви околности да доаѓа, од било каква средина да доаѓа, статус на родители и така натаму. Може тоа да оди побавно или побрзо, таа соработка. Но ја остварувам со секое дете. И сега не е поентата јас можам, јас сум спасителот. Тоа ли е поентата? Нели, величење на поединецот, што инаку се прави, бидејќи така ни е поубаво. Јас се можам, вие не знаете, носете ги вашите деца, јас ќе ги обучувам, чекај. Со мене се 3 пати неделно, 2 пати неделно, 1 час, 5 часа. Со тебе се цел живот. Со мене се во една фаза од животот, со тебе продолжуваат цел живот. И ајде тоа да го прифатиме како заедничко растење. Значи, не постои по-терапевтско место од домот. Во тој однос со детето, нели има многу... Не постои, но денеска има доста ситуации кога и не е така. Од која гледна точка сакам тоа да го кажам, супер е. Треба така да биде. Што сакам, баш би сакала тоа и да го појаснам. Например, доаѓаат трудници кои што купуваат едукации, сакам да се подготвам. Или ќе ми постават прашање што мислите која од овие ваши златни формули, овие едукации ќе ми биде потребна. Велам, секоја во одредено време. Да не се фокусираш на формата, па да ја изгубиш суштината, да дојдеш на часови и часови едукација, па на крајот, што јас со сето ова? Бидејќи најважното е да во тој контакт со детето, во тоа бивање, да ги слушнеш неговите потреби. И тоа кога викам, ти можеш да бидеш подготвен на се когнитивно, да рационално да знаеш во која ситуација и се да ти испре. Што ќе направиш ти, Благој, во ова и ова ситуација со дете? Ќе направам ова и ова. Кога ќе дојде моментот, ништо нема да направиш. Зошто? Затоа што, како што реков, секое однесување на детето, кое што силно ќе те обземе,
кажува дека овде имам моја тема и таа не е поврзана клучно со детето. Детето е во некој свој процес, а ова е тема која што ме допира мене. И затоа велам најтерапевтско место, бидејќи ти можеш да ја сакам да одам на психотерапија. Добро, и што ќе правиме на психотерапија? Па ете, психотерапевтот да отвори мои теми. Но мислам, тоа за мене навистина нема смисла. Има смисла кога одам со мое искуство денес, што денес толку силно ме допре, па низ разговор и сигурниот простор кој што ми го овозможува психотерапевтот или психологот или било кој стручњак, да можам да допрам што е тоа што мене толку силно ме допре, нели, и да интегрирам едно поинакво искуство, да изберам еден поинаков правец. Инаку тоа, нели, таа посветеност која што е исто така еден моментален стремеш, фокус на траумите е заглавување во историјата. Не сакам да ги гледам работите црно или бело, има многу трауми, рани, повеќе би ги нарекла, од минатото имаме сите ние, но имаме и многу снага. Мислам, повеќе сакам тоа на српски, кога ќе го кажеме, нели, снага, она сила, она храброст, она истрајност, она доследност која што треба да ја преземеме од нашите родители и нашите предци. Гледам дека така имаш многу прашања, да ги не знам дали нешто не објаснив, не допрев или ти отворив прашање да поразговараме на темата. Само слушам. Кога те зборишам во уво, тоа е така. Активно слушање што ние клирер завршен клирер год. Да. Активно слушање. Да. Колку ни недостига активното слушање. Еве го моментот повторно на формата и на суштината. Нели, две пријателки одржуваат пријателски контакт. Формата е си зборуваме, суштината треба да биде додека јас ти зборувам, ти да ме сослушаш, без да ме прекинуваш, без да ми нудиш совет. Браво. Да ме сослушаш. Мене ми треба пријателството што е да ме сослушаш. Но имаме козметичко слушање. Или тоа конверзацијско, тоа е друг тип. Два типа се тоа Сашо испомнав. Тоа е цело време да те поправам. Како ќе ти биде, а чекај ова, а зошто вака не направиш? А мене ми требаше само некој да ме чуе. Да те изслуша. Да, ние викаме човек на човек е лек, ако не може некој да си дозволи да иде на психотерапевт или на стручна помош од било која област, доволно е само при најблискиот пријател да, ако има во него доверба, само да го замоли да го изслуша тоа што сака да го изнесе. Кога ќе го изнесе, а другата особа само сослушала и на крај кажала благодарам, кај особата која се растеретила, 50% она е растеретена. Осетила чувство на релаксираност од таа стега и се зголемила на трешната демократија. И утре можеби додека спие во тој природен процес на медитација, додека спие, да ја дојде решението што треба да направи. Слушањето е важна работа, да само се избегате од темата. Поддршка на потенцијалот, па така, нели, и луѓе кои што очекуваат на едукациите за родители, нели, тоа е очекување да ми ги дадеш сите чекори од 1 до 5, од 1 до 7, што да направам. Затоа ги креирав ова што кажувам златни формули, да го имаш ти оквирот кој што ќе ти даде една слобода да истражуваш. Да истражуваш според потенцијалот на твоето дете, твојот потенцијал, но на тие едукации, мислам, тоа убаво ме потсети, всушност родителите кажеш, чекај, јас дојдов со прашање, а сега додека го изговарам пред тебе, веќе ми доаѓа решението. Значи, потребно е да го изговориме. И потребно е само наспроти тебе да има човек кој што толку силно верува во твоите способности, дека ти можеш и тоа да ти го зрцали, нели? Да бидам огледало за нивните можности. Па затоа и предмалку кога ми го постави прашањето, нели, дали сум барала помош од психолог, од психотерапевт и така натаму, морам да бидам искрена. Барам многу, а тоа е всушност толку малку. Значи да имам наспроти себе човек кој што го има интегритетот на личност каква што јас сакам да бидам, во смисла кој што ги поминал скалилата кој што јас не сум ги поминала. Така што многу повеќе избирав ментори низ светот отколку психолог, психотерапевт. Бидејќи мислам, дај Боже, нели, да пронајдам личност во која што ќе видам
потенцијал, пак ќе кажам, тоа може да одведе во еден друг правец и да помислат луѓето, нејзе не е доволно. Не. Она што ти кажувам, нели? Некој кој што ќе ми биде огледало на можностите, некој што позитивно ќе ме фрустрира. Значи, една моја менторка, една од последните, беше 85 години, жена која што веќе не е жена. Не беше затоа што веќе не ми е ментор, тоест жената веќе се повлече и јас имав таа привилегија да бидам во таа последна генерација на неколку кои што не прими под рака, во смисла не можам да одолеам на твоите прашања, тоа беше така. Инаку е жената која што е била десна рака на Марија Монтесори. И мене ми е многу важно, нели, една мајка која што сега има 22 годишно дете, јас не би можела да учам од едукатор кој што може би има фантастично знаење, меѓутоа може би уште не се остварил никако родител. Мене ме интересира каде овој модел на родителство, кој што е сега веќе длабоко автентичен и мој, би ги однел моите генерации ученици и студенти, која ќе имаат таму 35, 42. Значи, оние шампиони како ќе се реализираат во сите полиња, нели? Сега таа жена која што веќе има своја генерација на професори по цел свет, е моето огледало. Сакам да го приближам ова за да не излезе дека јас барам премногу. Не, јас само сакам да бидам со човек од кој што ќе црпам една длабока мудрост. Значи, човек кој што ќе го слушам, ќе впивам и кога ќе зборувам, мислам, тоа се луѓе со една огромна ширина кој што не те прекинуваат, она не кажува Марија ти правиш погрешно, туку јасно ти е, нели? Никој не кажува ова е погрешно, ова е исправно, како ниту јас со родителите, никогаш тоа не го правам, ова е погрешно. Значи, ова во овој момент да видиме каков резултат дава. И што би можело да се подобри? Па само така има смисла. Инаку ако ти му го донесеш чувството на човекот дека он е непоправлив и дека се што прави е лошо, тогаш од тоа место на преживување нема никаков напредок. Да, ние така, јас така викам во клиника. Овде си добар, овде си добар, овде си добар. Ова е твојата зона за напредок. Да видиме дали можам јас да ти помогнам да направиме план како и ова област да биде како другите. Ако идеме со критика, посебно во раководни во фирмите, компаниите, човекот ќе каже, па ја ќе сум без работа на крај. Како човек, мојот шеф не биде ни една добра работа, значи има начин како тоа да се, како вие го реколте сега. А како би можел уствари тие претходни позитивни искуства во тоа во што си доволно добар и да ги да го прелееш, бидејќи сето тоа се прелева ако свесно пристапиш кон тоа. Значи може ти да сега сум заглавена во некаков проблем, еве можеби не сум немам доволно финансиски вештини за ова денешно време и може да се заглавам во тоа чувство дека јас сум тотално неспособна, како сум тотално неспособна, или да чекај бе, што имам јас се направено до сега. Па ако можев тоа, можем и овде. Добро, ај да видам. И таму не одеше баш лесно. Значи не беше веднаш супер, значи имаше потешкоти. Добро. Што научив на тој пат? Може да побарам и поддршка. Значи може да се мачи сам или некој да го изводи патот, намест тој што го изводил патот да ти ги покаже тие скалило ти се многу слични. А ти пак тоа ќе биде твој пат, единствен. Уникатен. Да, но луѓето кои не работат на себе, не идат на едукации, повеќе гледаат на недостатоците, на работите кои не успеле да ги направат, не гледаат на позитивните работи. И малите работи кои успеле да ги направат за да таа само добро им порасне во согласно со ова. Но повторно не би сакала да чувствуваат вина додека го зборуваме тоа, затоа што тоа е повторно обликувано низ нашата историја. На нас ни се наоѓаа маните и што се треба ние да бидеме поправени, наместо некој да ги потврдува. Сега тука е многу интересно, нели, да потврдува дека сме доволно вредни, онакви какви што сме, бидејќи ние имаме интегрирано чувство дека сме доволно вредни само ако постигнуваме. И затоа сега овие наши генерации сме толку врзани со тоа да постигнам, и да магистрирам, и да докторирам. И цело време сме во трка за постигнувања, без да уживаме во процесот, без да видам дали воопшто тоа мене ми е потребно, која е мојата смисла. Дали тоа уопште мене ми е потребно? Да, исто круцијално прашање.
Времето си иде, прашања многу, нешто морам имам потреба да скратам, да рипнам. Нешто и сакам да додадам од се тоа што кажа суштина, форма, начин на живење, така натаму, но во интерес на тоа на тоа што повеќе од тебе да добиеме убави реченици, вредни, кои се од големо значење. Кратко само. Луѓето често денеска сакаат, преска спомнат социјалните мрежи. Често Инстаграмот, Јутјубот стана место, хајде може тој не софтви збор, каде ги посетува да се лечат. Колку е тоа помага тие убави приказки што ги слушаме од другата страна, како ние денеска, тие убави цитати, мотивациони говори, кратки, кои ни ги отвараат крилјата, ќе полетаме, но дали ќе полетаме е сосема друга. Колку тоа може да го замени од присуството да биде кај тебе во твојата академија? Никако не може да го замени. Значи, еве јас функционирам на Инстаграм веќе 3 години наназад. Тоа е само инспирација. Браво, така. Значи, тоа дечки треба да биде само инспирација за да одберете каде да идете, кој е вашиот проблем и таму да работите, тој проблем да стане ваша предност. Браво. Одличен одговор. Не. Баш она е само едно, знаеш, онака позитивно чувство, не сум сам во ова, нели? Тоа се така убави зборови кои што ја милуваат душата, никој тоа не ти го кажал предходно и тоа е се супер, но тоа што ти ќе имаш повеќе сочувани објави со позитивни мисли, сочувани објави со совети за родителство, ништо нема да променат во твоето секојдневие. Браво. Напротив, може да создадат уште поголемо бреме, Така затоа што имаш милион сејвови на објави, а ништо од тоа не применуваш. Многу ми е важно да го нормализираме моментот дека работата на себе не е пријатен процес. Точно. Но може да биде фантастичен ако го сватиш како свет на неограничени можности. Така е. Затоа што чекорам многу работи кои што никој пред мене, прво во Македонија не ги направил, да речеме сега веќе во 2026 мои едукации се појавуваат на американскиот пазар. Браво. Значи тоа бара растегнување на своите капацитети, нели? Јас и статусно, и како и да гледаш. Значи во овој момент буквално можем да се пензионирам и да кажам, постигнав јас во животот, придонесувам од своја 12-та година, од 14-та сум на плата, може да се пензионирам, можам да живеам мирно и спокојно. Смислата на животот, мисијата, ме води напред, сега тоа, водење напред, како нели и во родителството. Сакам да постигнам. Мисијата да си обезбедиме подобро, кога викаме подобро утре, обезбедувајќи си подобро денес. Тргнати сме многу подобро утре, го уништивме секојдневието. Да, денес го уништивме денес. Скроз го уништивме денес. Тоа треба да го спомнам. Ти си регионален играч, регионално имаш големо влијание, сега веќе меѓународно, од како рече во нашите разговори, од Вардар до Триглав. Успешна си. Тоа патување донесе, тоа е вредно, не го знаев дека не ти истражав за мои гости. И тоа е вредно да се спомене, не е воопшто мала работа и наивна. 2024 Марија Саздева, драги гледачи што ќе не гледате, доби признание од Република Србија, меѓународно признание, успешни дами и брендови 2024 година. Го доби ти, македонка во Србија. Тоа твое патување до тоа признание и таа структура што се користила, како изгледаш тоа патување, тоа да го добиеш? И како беше моментот кога ти од нашата држава, тоа ти е твојот квалитет е приметен и потврден со тоа признание, како беше кој излезе на таа бина? Јас се нажив се кога доби таа титула и тој предмет што го доби награден. Како изгледаше тоа за тебе? Значи, мојот живот, мојата мисија никогаш не била фокусирана на целта признание. Знам. Била фокусирана, ова кога го кажувам сега, ова е патот, всушност. Фокусирана на вредноста што ја давам. Значи, јас кога влегов на меѓународниот
пазар, веќе би го нарекла, бидејќи живеам апсолутно од тие едукации. Воопшто не влегов со мисла, јас ќе одам, ќе го освојувам светот, ќе заработувам милиони. Тоа не била нигде, значи не постоело. Туку беше, окей, ајде да видиме каде сум. Значи имам таа потреба да истражам. Добро, видов во Македонија, бидејќи во еден период влегов во образованието, видов низ 3 генерации ученици, кои викам 3 генерации, 3 години работев во училиште, во 3 различни генерации, бидејќи бев на замена, значи не бев наставник со решение, учител со решение и така натаму, туку замена. Оваа година си со овие, следната година со тие, што за мене беше фантастично и прекрасно искуство. Значи, ако видов дека може со бројка од 100 родители и деца може да постигнеш се што ќе посакаш, јас бидејќи за цело тоа време и бев во менторство на познати светски едукатори, сите ме поттикнуваа дека ова што го планирам како исчекор напред отварањето на академијата, дека не смее да остане за овој мал простор, дека имам премногу работи да кажам на меѓународната сцена, меѓутоа тоа што го кажувам, нели, они сепак ме гледа многу повеќе од тоа што јас можев да се видам себе си. Они од старт ме гледа светски, а јас реков не чувствувам да не изгорам, знаеш, да не изгорам својот ентузијазам. Сакам да оди полека. Добро. Прво еден период за да ме одлепи од моментот учителствувањето и моментот дали во оваа приказна. Замисли сега ти, излегувам јас од училиште денеска, а за 3 месеци отварам академија. Тоа што би значело? Ги повикувам сите кои што беа овде, бидејќи академијата е фокусирана на социоемоционални вештини, мајндсет шампиони. Тоа што би значело? Сите што беа таму и овие 3 генерации, значи буквално така ќе се случеше. Ако ја отворев академијата за наши деца, ќе се слеа сите ученици овде и ќе добиев некоја етикета во државата која што најмногу ми значи на свет, дека ова било со умисла, за она да си ги повлече, за да профитира од целата оваа приказна, така? Јас до неодамна академијата ја држав сосема затворена. За наши деца и родители. Да. Апсолутно. Онлайн, оние што беа од диаспората. Моментот, види сега, тоа се моите вредности. Јас не очекувам дека тоа некој друг ќе го живее. Меѓутоа, мене ми е тоа важно. Значи, тие две работи да бидат ставени на страна. Уствари, се си има зошто на крајот. Така влегов на меѓународната сцена. Така влегов рамо до рамо со едукатори од сите овие простори. Така стигнав. Моите ментори сметаат топ 5. Јас би се ставила во топ 10, поскромно речено, повици на сите конференции, каде што ми е, верувам сега дека самиот почеток кога се појавив и кога почнав да зборувам српски, тоа беше, што сега? Српски, од кај сега српски? Што е ова? Зошто така, нели? Сега, од оваа перспектива може би ќе им биде појасно на гледачите, кога имаш нели некоја визија и некоја мисија. Сега кога во Црна Гора, во Хрватска, во Словенија, во Србија најавуваат Марија Саздева од Македонија и кога добија нели и признанија и кога еден од најдобрите едукатори во регионот, просто се плашам се уште да кажам малку поголемо име, тоа веќе ни значи, нели? И може би за жал на нашите простори е така. Треба да добиеш признание од светот, да добиеш признание дома, меѓутоа јас тргнав во овие води кога апсолутно не очекував никаков признание од дома, со таа умисла, нели, и со таа своја мисија и смисла, јас да дадам вредност. Така луѓето препознаат, јас никого не познавам, нити од луѓето мене кога ми се јавија за тоа престижно признание, јас 3 пати препрашав. А од каде дознале за мене? А како сега тоа? Затоа што ова беше за 2024 година, да се доделува во мај месец, и мене се уште не ми беше верно, што се вика. Значи, толку бев внесена во процесот, дека славата веќе ми се случува. Фантастично, секоја чест, браво.
кога работиме квалитетно, вредно со структура, но не ни интересира, но не го правиме тоа за признание, него за резултати. А они доаѓаат. Тие доаѓаат. Значи несомнено доаѓаат. Тоа сакав само да резимирам од тоа што те ислушав. Кратко. Имаше една интересна изјава. Некогаш е потребно фамилијата, да ја преведам на македонски, да направи евакуација целата фамилија. Што значи тоа? Да, Мислам, тоа ја е, разбрав и тоа знам е што едно го видео, кажам. еве да појасниме на гледачите, кое што го има на Инстаграм. Марија создава, можат подетално да го видат. Да. Тоа беше, значи некој, можам да земам едно 5 години наназад, една од моите специјалности, ајде да кажеме во одредени периоди, обавезно во текот на годината, редовно, во еден период ставам фокус на дигиталната технологија и влијанието врз социоемоционалниот живот на децата и младите. И сега кој како може да помогне во тој процес кој што се повеќе ни зема замав, нели, сите овие проблеми кои што ги носи дигитализацијата, од друга страна да прифатиме дека тоа е нашиот живот, нашето секојдневие и животот на нашите деца. И сега што тука можеме да помогнеме за да не отиде во една друга крајност и ова што си го виделе веројатно 2024 во сите тие начини, алатки, како да ги спасиме децата од нешто во што се уште не знаат да пливат, не знаеме ние, а не па децата. Тоа беше една таква метода, техника, како и да наречеме, нели кога викаме кога е некое невреме, некоја непогода, каква што не задеси со екранизмо, зависноста на децата од дигиталните уреди, тогаш имаме се на што ни паѓа на памет е евакуација на она што ни е најдрагоцено. Добро. И затоа велам во што го претворивме домот. Мајката е на некаков дигитален уред со оправдување се едуцирам, или е за работа или нешто за родителство се едуцирам. Јас се едуцирам. Таткото мора да биде да следи вести, да прати политичките случувања, нели така некако сме поларизирани. Децата, за да биде мирно мајката да слушне и таткото, препуштени на своите игри, гледања. И влегуваш дома, нели, онака кога ќе погледнеме од страна, тоа се случува се и не се случува ништо. Се и ништо, да. Еден тотален хаос. Од звуци, информации, преплавеност. Еве да се потрудиме да ја визуализираме таа слика во секој мозок што се случува. Значи, главата на мајката, очекување што треба тука готви, треба да влезе и да пере, да го испие и кафето, а во овој момент па треба и да изгледа вака и на фризурата, а и да се едуцира и да прави. И овде има некое дете што вика мамо, мамо, мамо. Оваа дете за да го заќути од веќе е премногу. Тато може и малку построго да каже и појасно да ја постави границата, па тогаш не го замараат тато, бидејќи мама ќе викне од таму и ќе каже немој така со детето да не го упропаст. Значи еден тотален хаос во секојдневието. И тука реши. И имаме момент во кој што се како да се ги спасиме семејството од овој хаос. И тоа беше евакуација на она што ти е најмило. Ама тука треба свесно родителство. Значи тоа бара барем еден кој што свесно ќе ја води работа и каже еј стоп. Ајде, 15 минути надвор, но тоа сега треба да биде нешто што надвор, да бидеме заедно. Да бидеме заедно, нешто што е осмислено со децата, не мора да биде надвор заедно. Станува збор за заедничко време, кое што е свесно, структурирано у нашето секојдневие, кое што е посветено на поврзување, посветено на нашето бивање, на нашето сослушување. Значи, посветено на нас. На нас. Тоа е таа евакуација, што ја спомнуваш, иако таму имам... Да, и ведно беше се слушне. Така. А Златна академија за родителствување, доста, како кажа, над 500 фамилии. Над 5000. Над 5000, значи не сум... Над 5000, зборувам, тоа се... Старо видео сум видел. Да. Како изгледа таа Златна академија, кај што родителите кои ја постуваат, стекнуваат едукација и златни формули за различни области од нивното родителствување. Како изгледа? Значи, родителите доаѓаат со своите теми и добиваат тематски работилници. Ете, така да ги поедноставиме. Добро. Работите, значи, буквално, леле, ова дете непослушно, леле, и ова не го постигнав, леле, нема никакви навики. Што да правам? Доаѓам по поддршка. Значи, станува збор за онлайн
форма во 2026. Нормално, Нема да се враќам наназад, бидејќи имаше една форма на присуство во живо и работа во живо, тоа во 2026 заради сите меѓународни планови е невозможно и заради големината, како што кажува, си гледал некое видео, пишувало 500. Сега се 5000. Да. Сега зборувам 5000 кои што биле на платена едукација. А над 10.000 кои што ги користеле и бесплатните ресурси. Бидејќи ова сега што го гледаат нашите гледачи не е повик, вие морате да дојдете да купите. Следете, има мал милион бесплатни ресурси Точно. во кои што можете да видите, дали ова е за мене или не е за мене. Може би ќе бидат инспирирани, да се вратиме на тоа претходното. Никогаш не ги оставам да бидат само инспирирани на бесплатните ресурси, туку добиваат и конкретни чекори кои што ќе ги охрабрат да се впуштат во следниот чекор. Браво. Браво. И колку имам одредена тема за која ми треба подршки, колку време би ми траело тој процес со таа онлайн академија кај тебе, за да видам видливи резултати? Така, Како родител на две малолетни деца. Значи, во овој момент како е структурирана академијата, значи секој втор месец, зборувам за 2026, не се враќам назад, секој втор месец има тематска работилница за теми кои што ни се суштинско важни, во кои што го добиваат низ структура и низ мал милион примери од работата со родители, од работата со деца, како би можеле, нели, таа структура да ја примерат во своето секојдневие, за одредена конкретна проблематика. Значи, до тој степен специфицирано, например, ако во твоето семејство се најкомплицирани утрата, се хаотични, и децата немаат никакви утрински навики, или некакви кои што не се доволно добри според тебе, и сакаш да имаш помирно утро. И сакаш да влезете во интеракција со светот, нели? Децата да бидат наполнети од домашното битисување, си ја зема златната формула за утрински навик. Значи, таму имаш конкретно која е структура на денот, значи тоа се авторски проекти. Јас имам креирано структура на денот кој што е светски признаена, апсолутно, која што земајки ги во предвид педагогијата, психологијата, се што е современо, значи ништо со ништо не се коси, неуробиологијата, комуникациите, разбирањето на детскиот развој, една таква структура прво на денот во која што можеме со 5 до 10 минути дневно поучување кај нашите деца да постигнеме се што ќе посакаме. Вау, како е тоа возможно? Така што ќе разбереме дека утрото не е за поучување. Ако ти знаеш дека наутро, џабе, одиш по детето и го поправаш што не чини, дека ништо од тоа нема да се поправи на тој начин, нема да ја трошиш енергијата. Сега види, несвесното во тебе, додека немаш друга вештина која што ќе ја вежбаш, тоа што ти кажа, кога ќе ја вежбаш, затоа нели викам секој втор месец имаме тематска работилница, а тој месецот помеѓу е вежбаме и доаѓаме на средби на кои што ова кај мене нешто не оди. Ајде да видиме како. И сега јас го слушам родителот, благодарение на големото искуство, тоа што го кажува родителот, само му давам една широка перспектива и како кај одредени други семејства кои што имаат слична динамика, тоа профункционира. Да, и веќе на следното, значи штом се се оснажуваат едно по едно. Секој доаѓа на состанокот и веќе прво почнуваме со малите победи кои што сме ги постигнале. Наместо што се не постигнавме. И прво моментот на таа заедница. Затоа велам, сакав малку да ги предизвикам нашите гледачи. Има многу од нив кои што кажеш, јас сакам поинаку, но не знам како. Да не ми требаат пари, ете не ти требаат пари. Значи имаш бесплатен ресурс. Дојди на бесплатен вебинар на кој што ќе почувствуваш моќта на заедницата. И прво ќе почувствуваш дека не си сам и не си сам во Македонија, не има од цел свет, затоа е на српски, затоа што се разбираме, кога ќе видиш дали бил во Австрија, дали бил во Америка или бил во Хрватска, толку слични предизвици имаме. Значи, светот стана едно глобално село, предизвиците се исти, биологијата на човекот е и понатаму иста, се друго напредна, а ние останавме исти. И затоа ни треба на вистина што поскоро да влеземе во
едукација, да усвоиме нови вештини за да си помогнеме да си го олесниме животот. Не ни е лесен животот ни малку, а може да биде преубав. Кога е Не тоа да си го последница. лесниме, го да го направиме преубав. Па, рекол еве да Јај речеме, види колку е интересно, нели? Една од моите вредности е олеснување на животот низ еден длабок процес. Не е тоа сега, нели, леснотија со само една техника која што ќе направи во овој момент да се почувствувам, но гледам широката слика, дали ова што сега го правам ќе ми донесе долгорочна добробит. Бидејќи види, нели, имаме многу начини на кои што ќе си олесниме. Најразлични субстанции кои што тебе ќе ти олеснат во моментот. Меѓутоа ти си модел долгорочно, само со модел нема подобро учење од имитација. Детето те имитира. Да, детето, ние викаме во клиригот дека начинот на кој живее родителот е најдобриот начин како да се воспита детето. Детето се воспитува, ние викаме, кај нас преку сликите, преку тоа што го гледа дома. Дали мајката е цел ден на компјутер, независно дали едуцира или има време со него да разговара. Дали го гледа како на своје ниво или го гледа дете. Дали го слуша и го изслушува или само зборува, што рековте вие и ти што речи цел ден само да му збориме. Да, ние ги третираме децата на наша возраст во клирингот, точно се согласувам. Со едно рамноправно достоинство. Така. Значи, не зборуваме, треба да земеме предвид, тоа е, ајде да речеме, маната на модерното родителство, тоа нежно gentle parenting, кај што до таа мера се остава детето да одлучува, не може да ставаш детето да одлучува за искуства кои што ги нема. Родителот, не смееме да заборавиме дека водството е во рацете на родителот, а детето црпи од твојата сигурност за да се испроба во различни животни ситуации, кои што ќе го направат еден ден, како што јас сега имам 22 годишен син, со кој што апсолутно рамноправно зборувам на сите можни теми, само одлучува за се во животот и многу порано пред 22, меѓутоа тоа е сепак природен процес, а имаме кај нас, за жал во Македонија, и некој ќе ги нарече деца од 40 и 45 години, мене ми се случува неколку пати, нели пораки, посебно откако го поврзав Инстаграм профилот со Фейсбук профилот, моето дете, и ќе прашам возраста 45 години, за какво дете зборуваме? Да, тоа и понатаму е твое дете. Но што направивме од тоа дете? И дали сме спремни да ја понесеме одговорноста? Да, веќе тој начин, само кој ќе кажеме дете на 45 годишна возраст, веќе ние му правиме штета која лесно не се надоместува. Имав такво искуство, родител, татко се јави за своето дете, закаже сесии кај мене, се траа 12 сесии, 3 месеци. И викам, колку е детето? 41-2 години. Да. Але времето, прашања многу, но ќе оставиме. А дали родителот беше подготвен да се соочи со неговата одговорност во тоа што 41-2 годишно дете е во состојбата во која што е? Во тоа одржување на таа зависничка врска толку многу години. Реши фокусот да не го ставам на родителот, бики само му дадовме насоки на што треба да води сметка како се изразува, ја го зема фокусот на тој возрастен човек од 41 година да го помине животот на дете. Детето е потребно во нас за да креираме, но и фокусот беше таму и беше успешен. Еве пак ќе го заокружиме тоа, детето ни е креативноста, нели? Оно е фантазијата, оно е тој убавиот свет, а возрастното јас е структурата. Да. Да, убаво кажано, браво. Ќе мора да привршуваме. Знаеш што ме интересира на вистина? Повели. Види, а дали после тие 12 сесии детето, 42 годишниот маж, се охрабри да излезе од таа прекрасна? Кај него беа потребни втора 12-ка, 24, но се завршиме за тие цели за кои одиде кај мене со 18 сесии, се охрабри, фирмата ја презема во своји раце, ги прекина зависностите од алкохол и така натаму, стана успешен бизнесмен, правиме мониторинг еднаш годишно со сите што биле кај мене.
Родителот како возрастен пензионер му е дадено место до каде треба да биде, благодарност за тоа до кај дошол и од каде треба да и така натаму. Да. Значи научи да поставува јасни граници Ние во најкомплексна врска со родителот. Да, ние сме клирер, кога ќе завршиме, ние сме практичари, тренери, трансформираме. Како што ти трансформираш. Значи низ паузи од едно до друго гледање, давање домашни задачи, слушање, тој supporting free онлайн, телефонски со пораки, мерит систем и така натаму, и потоа повторно дискусија, да се дојде до увиди, до choice point, дека има можност да одлучаме. Ние да прошириме сликата на гледање, да знаеме дека треба да имаме избор. Ако си имаме проблем, имаме само едно решение, ние сме робови. Имаме две решенија, малце сме послободни. Ако имаме 10 можности, ние сме гулап, имаме слобода многу. Само треба да видиме кој е правиот пат, преку слушање од други мислење, не совети, и така натаму. И види колку убаво практично сите ние тоа правиме. Ја имаме широката перспектива низ нашето искуство, низ нашето живење и знаење, и на луѓето им ја даваме таа светот на можности. Избирај. Да. Може би било, нема веќе да поставам прашање, имам уште многу. Мислам дека е доволно да оставиме нешто за следно наше дружење. За крај, обично да го прашам, има ли нешто што можеби не те прашав, а треба да го слушнам и јас и моите гледачи? Многу работи сум пропуштил да прашам. И има ли нешто како мудро што ќе сподели со нашата публика? Многу интересно е прашањето, види, како го постави. Има ли нешто што не сум? Тоа се прашање со кои што ни завршува скоро секој ден, а не би сакала да ни завршува така секој ден. Има ли нешто што не сум? Или требаше да прашам, а не прашав? Што се требаше? Види сега, во овој наш разговор излегува нашето несвесно. И тоа не значи дека Благој не знае поинаку. Меѓутоа, низ овие наједноставни работи, повторно се враќаме на тоа, тоа ние си го носиме. Ние сме секој ден што се треба да направиме, колку тоа има многу треба во нас, и затоа ми беше толку интересно. И јас би оставила на тоа дека и да го интегрираме како чувство за секој ден, за секој еден подвиг, за секоја една средба, дека е доволно добро, дека се случило онолку колку што било потребно. Ние можеме да правиме концепти за уште 10-15 емисии и на крајот ништо од тоа да не допре до публиката, нели? Затоа што ќе биде во некоја форма што мора и треба. А ние се препуштивме на мигот. Дури, така нели? И на завршниот момент почувствував потреба, излегов од формата, јас ти поставив прашање, почувствував потреба за да почувствуваме. На крајот, она што ќе го понесат гледачите од ова е чувство. Можам или ова не е за мене. Јас сакам да им остане чувство можам. Бидејќи ако биде и уште ова треба да... Не. Во овој момент, ако успееш денес, после работа, која ќе се приберете дома, еден момент на присутност, да ги погледнам своите деца со она колку се прекрасни суштества, нели убавото во нив да го видам, тогаш едноставно моето секојдневие ќе стане поубаво. Затоа што има веќе доволно убави работи кои што не ги гледам во името на тоа што треба и мора, а ми е толку наметнато од сите страни. А детето додека не го видиш во тоа што е добро, постојано ќе ти го покажува тоа што е лошо. Да. Марија, благодарам. Што беше моја гостинка. Ми беше чест и задоволство. Имаше што да се слушне од тебе навистина спектакуларни работи. Ти посакам и понатаму среќа, успех, структура во успехот, во тоа благородна мисија. Да помагаш на младите родители, на родителите, како да се спозна себе си, а преку тоа подобро да ги воспитуваат своите деца или да градат здрави релации со своите деца. Имаш благородна мисија и поддршката и од универзумот, и од Господ. Секоја чест. И се најажив, тоа значи дека кога телото збори, кажува дека човекот тоа што го изговорил, не било тоа фейк, него тоа стварно сум го почувствувал. Телото е голем, мудер комуникатор, ако знаеме да го слушаме. Навистина сум ти многу благодарен. И јас тебе, навистина, за ова можност да зборуваме за теми кои што не се популарни, пак ќе кажам, сите гостувања се некои quick fix методи, се пробуваме. Нели кажи
кажи побрзо, а што да направиме во оваа ситуација, а јас и таму повторно сакам да навратам кон она што е суштина, да не бегаме од себе. Се додека бегаме да бидеме некој друг, не можеме да постигнеме апсолутно ништо. Го доживувам ова како своја мисија која е поголема од мене. И ете со Божја помош напред, да. Да, тоа е голема помош и поддршка. Кога луѓето ќе сватат дека има таков помошник, тоа не е мала работа. Секој кој што го знае мојот животен пат, ќе знае дека ова не е туку така човечки план, затоа што од висока општествена позиција, неколку години дури и еден од топ менаџерите во телевизија, да отидеш во училница како учител, значи да се тргнеш од секаква слава, од сите признанија и финансиски, од секаков облик, понизно да слегнеш меѓу родителите и децата и пак се трасира твојот пат. Да. А при тоа, значи јас не отидов во училиште да кажам, знаете што, јас ќе бидам овде 3 години и ве молам дајте ми 3 различни оделенија, ништо тоа. Значи јас не се мешам. Јас делувам. А каде и до каде треба, не знам, но чувствувам дека е многу големо, не за мене, за сите нас, многу значајно, многу е важно. Да го освестиме моментот дека моќта е во нашите раце. Добар наслов за емисија, но ќе видам, ќе размислам. Браво. Добра завршница. Благодарам, Марија. Благодарам. Еви на ова наше издание доаѓа крајот. Фантастична гостинка. Се што каже безвремено. Тоа е нашата нова звездичка на планетата Сител подкаст, личен развој Бажан Геловик, Марија Саздева. Кога да слушате овде, има што да слушнете, моќте во вашите раце и на крај тоа ми го заприметив и со тоа би завршил. Марија што спомна, да делувам. Ние во клиникот викаме, има 2 категории на луѓе. Активни и сите други. И да сгрешиш, биди активен. Ве сакаме, чувајте се, до следно наше гледање. Поздрав!